Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за трансплантација на бубрези. Дали е потешко да се извади бубрек или да се подигне свесноста за органодарителството? Мој денешен гости со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Сашо Дохчев од клиниката за урологија и шеф на тимот за трансплантација на бубрези. Доктор Дохчев, добре дојдовте во Добриот доктор. Благодарам, добро ви најдов и секој што на драга волја го прифаќам вашиот повик. Поготово на оваа тема. Поготово да на оваа тема кога треба да зборуваме нели колку е важно органодарителството, па еве затоа и би почнала со она што го спомена во нејавата. Вие сте со децени во тимот за трансплантација на бубрези. Потешко е да се извади бубрек или да се подигне свесноста за органодарителството? Па добро рековте, со децени од 90-та година на сите фази ги поминав практично низ тимот на трансплантација, втор асистент, па прв асистент и од 2012 година навака како шеф на тимот. Па да ви кажам, нас како професионалци секоја операција ни представува нормално предизвик, како што и другите операции, така и ова вадењето на бубрегот за трансплантација. Секако дека не е едноставна постапка, не е иста постапката како кај останатите вадења на бубрек, да кажем, од други причини што ги имаме. Ова е многу одговорна, затоа што бубрегот треба да се извади здрав, затоа што мораме да го трансплантираме. Посебно го потенцирам фактот што кога работиме living donor трансплантација од жив дарител. Морам да го потенцирам тој и секаде го потенцирам, на било кој настап мој. Тоа не е пациент од кој што зимаме, тоа е здрав човек. Здрав човек. Така да мора многу внимателно и многу одговорно да се однесуваме. И мора бубрегот да го земе, што се вели, во одлична кондиција, за да можеме да го трансплантираме после одреден број на неколку часовни или веднаш што го извадиме. И сега што е потешко? Сега потешко е веројатно во второто да организираме доброволно органодарителство. Навистина е многу тешко и тоа е добро што го поставите како прво прашање, затоа што мораме да ја поттикнеме свеста за доброволно органодарителство. Значи, после нашата смрт, ние сме сите потенцијални дарители на органи. Така. Мора тоа да се потврди од фамилијата. Иначе сите сме потенцијални. Сега, свеста кај фамилиите, да кажам, ние веројатно сите ќе се сложиме дека после нашата смрт сакаме да ни се земат органите. Так. Не верувам дека некој мисли поинако. Меѓутоа, одредени фамилии се уште имаат, да кажам, скепса према тоа и не дозволуваат да се земат органите после смртта на пациентот. А смртта е дефиниција за смрт, да бидеме начисто, кога ќе престане функционира мозокот. Големиот мозок, кога е мртов, тоа има одредени параметри кога се и како се докажува тоа, и тогаш се рачуна организмот за мртов. Значи тоа е смрт. И утек на 24, најкасно до 48 сата, додека функционира срцето, за да се перфундираат органите, во тој период треба да се земат органите. И во тој период настапуваат нашите, да кажам, координатори, односно националниот координатор, со болничките координатори разговараат со фамилиите на пациентот за да се земат органите, дали ќе се сложат или не. Тука настанува оној проблем. Проблем, условно речено. Имаме согласности, меѓутоа недоволно. Недоволно. Иако од 2014 година навака успеавме да ја возобновиме кадаверична трансплантација. Иначе негде до 90 година ние имавме 22 кадаверични трансплантации. Ето, јас сум сведок на тие неколку... Од 2012 натаму имавте, да. 2012-2014 ја возобновивме. И таа година направивме десетина кадаверични трансплантации, што беше голем успех. Најголем број кадаверични направивме, што е парадокс, во време на ковид пандемијата. 16 кадаверични трансплантации во 2021 година. Значи, имаме такви блесоци, да ги наречам, меѓутоа се уште тоа не е доволно. Ево и минатата година, за жал, ни беше малце... Да, тоа сега да кажем, каква ни е моменталната состојба? Моменталната, тимот е спремен, мислам, у секое време да функционира. Сега вклучив и нови, да кажам, колеги, кои и во иднина мора да останат да работат. Така да, минатата година направивме помал број на трансплантации, само 10, од кои 6 кадаверични трансплантации и 4 од living donor, заради хендикепот што имаме со операционите сали. Ете, тоа е као оправдување и извинување на некој начин на пациентите да бидат трпеливи, затоа што ни се реновираат операционите сали. Работиме во една операциона сала,
позајмена така да речам од И што поправо таму да биде? Клиниката на абдоминална хирургија, а за трансплантација не треба 2 сали. И се молиме и позајмуваме од уште една сала од торакална хирургија, така да имаме голем проблем, технички проблем. Се надевам дека набрзо, еве, градежниците велат дека брзо ќе го решат тој проблем со операционите сали, меѓутоа, знаете како кај нас градежните работи некако не одат по план и програма. Али еве се надеваме, така да замолуваме на пациенти да бидат трпеливи. И најважно е, и уште една реченица само, најважно е да бидат успешни трансплантациите. Не е битно дали ќе биде месец, 2, 3 порано или подоцна. Порано, еве, јас сум сведок исто као млад, се чекаше многу повеќе на трансплантација. Сега веќе неколку месеци други спремаат пациентите, колегите од нефролошката клиника. Тука е некаде задржувањето на пациентите и не се чека повеќе од 3-4 месеци, да кажам. Да. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Довчев, за да кажеме зошто е многу важно нели подигнување на свесноста за органо дарителството и колку всушност се враќаат во нормален живот сите оние кои што имаат потреба од бубрези. Колкава ни е за почеток, дали ни е долга листата на чекање на лица кои што имаат потреба од бубрек? Вака, кај за живата трансплантација, кај living donor трансплантација нема листа. И не смее да има, затоа што како се спремаат пациентите, така треба да бидат и оперирани и кажав, ради овие технички проблеми, застојот ни е некаде околу неколку месеци. Што не е многу и тоа не е листа на чекање, него чекаат пациентите технички услови да создадеме. А кај кадаверична трансплантација листата е поголема, тоа веројатно подобро знаат од нефрологија колегите, негде се над 100 сигурно пациенти кои чекаат за кадаверична трансплантација и затоа е битно ова што го говоревме пред малку, да се овозможи да се дојде до што поголем број на органи. Зборам сега за бубрези, а и за црндроп и срце, како што почна да се трансплантира пред некоја година, за да може таа листа да се намали. Само на тој начин можеме да ја намалиме листата, бидејќи на тие што чекаат за кадаверична трансплантација пациенти нема кој да им даде од живите дарители. Да не кажам за срце, нема живи дарители. За црндроп исто така, што помал број треба да има living donor трансплантација, значи кадаверичната трансплантација, онаа која треба да се форсира. Секаде во светот е така, макар да и living donor трансплантацијата функционира, али се гледа да се акцентот воспостави, да се стави на кадаверична трансплантација. Значи сите тие што се на листата за чекање едноставно чекаат има што и повеќе уште нешто, ние со години каскаме, да кажем, и се надеваме дека некојаш можеби ќе станеме членка на Евротрансплант, тоа е најголемата организација во Европа, која членуваат над 14 на држави, каде што има размена на органи. Тоа е многу полесен начин да се дојде и да се прати орган во некоја друга држава. Меѓутоа има одредени критериуми кои не обврзуваат никако да ги достигнеме. Тоа се детектирање, односно регрутирање на десетина кадавери на милион жители. А тоа тешко го постигнуваме, се уште не сме го постигнали. Токму затоа треба да се зголеми, како што велиме, таа свесност за органодарителството. Зголемување на свеста. Да, пред да продолжиме, доктор Довчев, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Се јавува, имам поздрав и до вас, и до докторот. Ви благодариме. Се јавува гледачка од Прилеп, што секој пат ве следи. Сега јас имам еден проблем, еве го 2 години скоро со бубрек. Значи, кај мене е најдена надбубрезна жлезда, да речем пример, која расти на левиот бубрек и некое меко ткиво. Исто на истиот бубрек, мислам натрешно дека е, затоа што во Прилеп, мислам и докторот ја гледаше, ама другиот доктор што ми ја, баш Сашо докторот ја гледаше, ама не ми објасна што може да значи. Значи, одам на контрола на секој 6 месеци и тоа едноставно расти и едното и другото. Па сакам да знам да ми објасни доктор. Да, што би било, да. Еве. Да, добро. Сега може истовремено да има два проблема и на надбубрежната жлезда, два различни органа се. Надбубрежната жлезда се наоѓа над бубрегот, нели? И затоа и се вика така, со сосема друго значење и функција, а на бубрегот може да се појави друг вид на промена, да ја наречам, не би сакал да кажам нешто што не сум сигурен што е.
Така да, ако е пациентката од Прилеп, многу лесно може да дојде до мене, јас секој четврток сум у Прилеп. Таму одам со колегите, работиме заедно, така да веројатно и таму и сум ја гледал. Доколку има сомнежи, да. Може би сум препорачал само контрола на надбубрената жлеза, затоа што не значи дека секоја промена, кога е бенигна, треба да се оперира веднаш. Затоа се следи и ако даде знаци на некаква хормонална активност пред се или се зголемува во обемот, секое зголемување драстично сугерира на некаква си состојба која, не дај Боже, може да предизвика и малигнитет. Затоа тоа се оперира. Али ако стагнира, таа промена, затоа се прават контроли на одредени на 6 месеци до година дена. Така да нека дојде било кој четврток. Еве да, пошто ни кажа дека од Прилеп се јавува. Да. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум од Прилеп, исто така ваш редовен гледач. Повелете. Се викам Трајанка Бунтеска и многу го поздравувам докторо. Срдечни поздрави, среќни празници, му посакувам здравје, среќа и многу успешна работа и сум му многу благодарна затоа што во 2019 ме оперираше поради карцином на бубрек. Сега сум добро, еве веќе години добро функционира другиот бубрек и сакав само да го поздравам и да му посакам се најубаво. Благодарам. И јас ви благодарам многу за јавањето, еве ваша пациентка, меѓутоа претпоставам и колку е важно кога и навреме ќе се нели направат сите тие. Да, за среќа сега имаме многу големи можности за рано откривање на карциномските заболувања. За разлика од порано, кога не беше достапно ни ехото, а камоли компјутеризирана томографија во сите градови во државата. Така да сега веќе имаме дури и случајни наоди заради други причини да се јави пациентот на доктор, не мора на уролог, него на матичен доктор. Скоро во сите ординации имаат ехо диагностика, па на ехото може да се детектираат разноразни промени, вклучувајќи и тумори и карциноми на бубрек. Така да многу е битно тоа да се открие во рана фаза и ние имаме таа привилегија и среќа што имаме два бубрега. Организмот има два бубрега, па можеме да го извадиме едниот бубрек и да имаме, да не речеме 100% излекување. Секој над 5 годишно преживување на пациентот со карциномско заболување се смета за огромен успех, а веќе ова е... Да, од 2019, така да ни каже самата гледачка дека одлично се чувствува. Да, само контроли треба да се прават. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и поздрав до докторот. Благодарам. Пациент сум негов. Само намалете го звукот на телевизорот и повелете. Пациент сум на доктор Сашко Довчевски од Струмица се јавувам. Десниот бубрек, ако се сеќава 19 година ноември месец преку докторот уролог од Струмица Василев, значи скоро речи го едно саат време ми го кршеше и гледав што камен ќе беше, вика. Најпрво беше залепан, пак се трудеше многу од како да го одвое, да го одлепи од самото, значи, епилон и почна да го крше, вика, браво, биди спокоен, немаш гајле да тераш. И еве сега како? Сега како е? Сега сум добар, сакаме на добра контрола кога ќе биде у амбуланта. Така. Во вторник, да, во вторник. Во Струмица одите, доктор? Во Струмица, да, и во Струмица. Да, во Струмица се викам Димчо и потаму се гледаме живи и здрави. Господ здравје да ти даде и долг век. Благодарам. Така. Значи, доктор Докчев, вие одите и во... Да, и во Струмица, и во Прилеп, и во Велес, порано одев и во други градови, во Куманово, во Струга, во Штип, да не го заборавам најдолго. Така да ни цела република. Па еве, ја би се надоврзала и на нашиот гледач, иако тој претпоставам дека зборуваше за камен голем во... Да, има такви операции кои ги правиме во спинална анестезија. И на екрани, тоа се ендоскопските операции обично.
без резови, што се веде народски кажано. И обично на екранот кај што гледаме, некогаш покажувам и на пациентот да види како се крши или тумор или се оперира и така натаму. Така да затоа гледал во живо како се врши операцијата, бидејќи бил во спинална анестезија. Так. Не е она ендотрахеална општа анестезија. Так. Пред да вклучиме други гледачи, бидејќи имаме гледачи на линија, споменавме дека имаме повеќе од 100 кои што чекаат нели орган за кадаверична. Од кадавер, да, кадаверична. Еве, чисто да кажеме зошто е толку важно органодарителството, што всушност сите тие пациенти, бидејќи се пациенти мора да одат на диализа, тоа се најмалку 3 дена во неделата, тие мора да одат на прочистување на крвта, меѓутоа што значи добивањето на бубрек од кадавер? Па точно така, убаво го поставите прашањето, тоа се практично врзани за апаратите. Пациенти да нема нормален тек на живот. Диализите се доста мачни, без разлика дали се ефикасни или не, некојаш дури доаѓа колегите од нефрологија ги прекинуваат диализите зашто им се влошува општата состојба на пациентите, така да после продолжува. Значи, со тешки маки се диализите, на вистина диализните постапки, тоа е во однос на пациентите. А да зборам за општеството, многу големи трошкови. Порано имав некои податоци, сега немам каква е ситуацијата, дури некаде 1/3 од здравствениот буџет одеше на диализните и на пациенти и на онколошките пациенти. Значи тоа е огромна сума на пари, посебно за диализните пациенти со на диализа, значи многу е кошта. Така да и од тој аспект да се навратиме на она што не е најдобро, кадаверичната трансплантација. Значи со тоа прво му помагаме на пациентот, што е најважно. Овозможуваме нормален живот, да се врати на своите нормални работни обврски, домашни обврски, да може да биде слободен, па знаете ли што значи да може на излет, на летовање, да се оди да си планира годишен одмор без да мора да никакви предрасуди за да може да биде врзан за машината за диализа. Така да од тој аспект квалитетот на животот е драстично променет и затоа општеството мора да форсира. И башка и ова што го напоменав, кост бенефитот што го имаме од трансплантацијата кошта, меѓутоа далеко помалку од буџетот што се одвојува за диализните. Да, за самата диализа. Да. Дали, еве, бидејќи кадавер не можеме да предвидиме дали ќе биде во 3 часот, во 5 или во 2 по полноќ, дали секогаш има 24/7 тим кој што може да иде нели експлантација, односно вадење на органите од кадавер? Да, ние сме спремни у тој поглед, мислам, сега имаме и нови, да кажам, колеги што ги вклучи во тимот на трансплантација, малце ни е поширок сега тимот и веќе имаме дури можности во неколку кадавери, да кажам, ако има такви, една за други да ги оперираме. У тој поглед. Она што сакавте да го кажете, веројатно дали и ноќе кога ќе се случи имаме... Во 2 по полноќ доколку се побара. Најчесто е така, за жал, односно за среќа на пациентите, најчесто така и тогаш се вршат земањето на бубрезите, односно и на другите органи, бидејќи сега имаме мултиорганска кадаверична трансплантација, не се само бубрезите како што беа порано, и после тоа ги презервираме бубрезите и у најкраток можен рок да се трансплантираат кај нас. Тоа е огромна организација затоа што се работи во една установа, на клиниката за урологија. Тоа е најголемиот проблем. Во другите центри, вклучително оние што се членки на Евротрансплант, имаат привилегии. Не мора, ако земат бубрези, да ги трансплантираат одма, него ги распоредуваат кој е најблизок од целата таа групација на земји, пациентите, за да може да ги прифати бубрезите. Или добиваат еден орган, обично, значи порастеретените у тој поглед. За разлика од кај нас така. За разлика, ние сме многу оптеретени. Да, пред да продолжиме за самиот процес на трансплантација, еве да вклучиме гледачи, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Убав ден ви посакувам. Ви благодарим. Голем респект до докторот што го слушав, цело време на слушалка пред да ме вклучите. Навистина одушевена сум. Немам случај за болени или на диализа, блиски, но имам еден родина, млад дечко и баш сакав да поставам прашање. Докторот цело време што кажуваше точно и ми даде одговор.
Но уште едно прашање. Повелете. Донор, например, што треба да донира, да речеме на дечкото мајка или татко, дали има ограничена старост, колку треба да биде возрастен на дарител за да дарува бубрек на свој близок? Так, ова збориме за жив дарител. За жив дарител. Браво, одлично прашање. Да, навистина имате стварно навистина одлично прашање, доктор. Крајната граница, тоа е според Европската асоциација, нормално, нашата уролошка, 65 годишна возраст е лимитот. Меѓутоа, тоа не значи дека не можеме да одиме и над таа старосна граница, ако пациентот, човекот кој дарува бубрек, рековме не е тој пациент, бидејќи е здрав човек, е во добра општа физичка кондиција. Да ви кажам, ние имаме екстреми и тоа не се малку. Над 70 годишна возраст имаме повеќе пациенти оперирани од такви, а над 80 имаме двајца. Што биле екстремно. Донори за своите деца, да кажам. 81 година и 83. И баш едното беше од Струмица, ја мислам. Поминавме одлично. Меѓутоа, што е тука проблем? Затоа што е зашто е земена таа граница од 65. Како старија организмот, старијат сите органите. И сега ние можеме да поминеме добро на самата трансплантација технички. И земањето, и самиот процес на трансплантација. Меѓутоа, прашање е колку тој орган е витален и колку години ќе биде во состојба да го одржи примателот. Така да тука е проблем. Па логиката кажува дека и неколку години да биде, па е ќар да се тргне од процесот на диализа у однос на самиот процес на диализа кој е навистина страшно мачен. И затоа таа логика идеме и со такви намери да земеме и од постари личности. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот. Благодарам. Никогаш не може тая личност да се заборави. Јас како мајка бев и разговарав лично со оваа личност, таков прием што не можам никогаш да го заборавам. Тоа се работеше за моето чедо. Тоа беше младо, 27 години. Ова се случи пред тоа беше 2018 и 2019 година. Овде во Прилеп се откри глуменосклероза, така беше. И се докажа дека треба да се оди на трансплантација. А детето, машкото, беше 27 години. Јас како мајка покушав да бидам донатор, али се потруди, се беше исправно и на крајот мојот бубрек не одговараше, нешто бил послаби бубрези. Не можеше друг да се најди донатор и мораше да оди на диализа 4 години. Тие 4 години ко за мајка, тој ми беше единец, ко за мајка тоа е голем стрес. И на крајот, пред 2 години ме повикаја ноќта и за нестреча не одговараше, не се најде соодветно, добија 2 особи, нека им е со стреча. А сега оваа година, тоа беше во август, го памтам денот, не повика во 1 сат од ноќта, Вики, што не можам никогаш да ја заборавам таа главна сестра и таков прием во нефрологија, тоа незаборавно. И детето моје во тие 7 особи доби бубрек од особа од нестречен случај од Кавадарци. Што значи дека тоа е жалостно нешто, таа беше млада особа, некоја особа, некоја фамилија плачи, а ние се радуваме. И моето чедо доби бубрек од млада особа, сега има 36 години и си прави контрола и сега му намалија некои лекарства. Со помош на вашиот колега таму, јас одма му пишав на мојот син дали вие сте тука, ама вие не сте била друга особа. Им посакувам
се најубаво, вие имате златни раце. Така. Златни раце. Така, јас ви благодарам многу еве што го споделивте ова искуство, бидејќи тоа ни е и всушност и темата колку е важна кадаверичната трансплантација, за да еве млади лица се спасат од диализа и да водат нормален живот. И еве и тоа е успех и на тимот, да кажеме, и без мене може некојаш да се направи трансплантација, затоа што имаме ние годишни одмори, нели, сите си имаме и добро е што формираме таков тим да во иднина, јас уште малку ќе одам у пензија, уште 2,5 години, така да тимот мора да функционира и понатаму. Значи, има кој да ве наследи, меѓутоа да и да не се зголеми бројот на кадаверичните трансплантации. Бидејќи немаме уште многу време, меѓутоа, доктор Докчев, колку е важно еве да знаат сите оние зошто нели е толку важна оваа кадаверична трансплантација, што после трансплантацијата? После трансплантацијата мора да се презервира бубрегот, значи да се сочува на тој начин да не се отфрли. Значи ние кога го земаме бубрегот, колегите од нефрологија прават испитувања да бидат тие два организми што послични, а најслични се секако од родители, овој крвно поврзано и фамилиарно поврзани, овој дарители. Така да имаме многу ефикасни имуносупресивни лекови кои ги даваат и ги титрираат дозите на лековите колегите од нефрологија и со тоа успеваме да спречиме отфрлање на бубрегот. Така да порано имаше почесто гледавме бидејќи отфрлања, бидејќи имавме помалку вредни имуносупресивни лекови. Сега во денешно време имаме многу моќни имуносупресивни лекови, така да од тој аспект ретко имаме компликации. Кога се враќате, да кажеме, во нормален живот, бидејќи споменавте дека пак се млади, работоспособни сите оние што ги добиваат бубрезите? Јас секогаш им велам на пациентите после трансплантацијата да првите неколку месеци бидат мирни, што се вели, дури да не излагаат од дома, да може бубрегот навистина да се прифати од организмот и да не се соочат со некакви непотребни инфекции, затоа што имуносупресивните лекови делуваат на општиот имунен систем. Тоа е целта, да го намалат имуниот одговор на организмот. И тогаш се многу поподложни на некакви си надворешни влијанија. После тоа дозите зависи од контролите што ги прават на нефрологија и од состојбата на параметрите што ги презентираме, се намалува дозата. Иначе дозата и терапијата е доживотна. Доживотна, да, тоа ми беше. Доживотна е, меѓутоа се помалку и помалку. Како поминува времето, после неколку години, дури тоа се минимални дози на, да кажам, што не го намалуваат општиот имун одговор на организмот. Минимални дози. Така да тогаш се најнормални. После тие неколку месеци немаат никаков проблем, да кажам, во нормалниот живот. Така. И бидејќи сме на самиот крај, колку се важни и редовните контроли и да се слуша и да се почитува се она што го кажувате како лекари? Па многу се важни, Имаме ние такви примери, неколку за жал кај млади луѓе кои не го почитува она што ќе им го кажеме. И ние и нефролозите, па за кратко време се изгубија неколку бубрези тоа кај млади луѓе. За жал еден од ковид, кој успешна трансплантација, не е важно сега од кој град е, успешна трансплантација не пазејки, шетајки по разноразни кафичи, разбирам јас, млади луѓе нормално, меѓутоа у време на ковид пандемија. И за кратко време отиде во брегот. Другиот исто така се сеќаваме, млад пациент кој исто недисциплиниран крајно, успешна трансплантација, со компликации беше со све. Успеавме да го сочуваме бубрегот и за жал се изгуби и тој бубрег. Понатаму, заради ајде да кажам лекомислен живот на некој начин. Значи дисциплината е многу важна, да се враќаат во нормален живот, меѓутоа сепак мора да се почитува, навистина, они се нормални граѓани на ова, али треба да се внимава да не се претерува во ништо. Така. Доктор Докчев, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што имавме и примери и од самите гледачи колку е нели важна кадаверичната трансплантација, колку е важно да се зголеми свесноста за органодарителството, бидејќи млади личности кои што сега можеби се врзани за апарати за прочистување на крвта може да се вратат во нормален живот доколку имаме нели бубрези од кадавер. Поготово кај млади луѓе, видите колку време чека последниот
пациент, колку 6 години чека на кадаверична трансплантација. Навистина е тоа греф на некој начин, да, ако можам така да го наречам. Затоа апелирам уште еднаш да се зголеми одговорноста, свесноста за донирањето на органи. Тоа е нешто што е најхумано. Еве, јас се надам дека и ова што сега го зборувавме ќе допре до многу. Па нема поголема чин на хуманост е човеколюбие, не постои тоа. Така. Еве, јас се надевам дека ова ќе допре нели до нашиве гледачи, меѓутоа ние секако продолжуваме и постојано зборуваме колку е важно органодарителството. Да, и треба да зборуваме и понатака. Затоа што еве ќе ја споменам Хрватска, уште една реченица, највише контакти имаме со нив. Тогашната национална координаторка дури во еден разговор ми напомена дека дури немаат ни контакт некоја со фамилиите. Значи до толку е зголемена свеста. Само по телефон вашиот за жал роднина почина и дали можеме да ги земеме органите, дури по телефон согласност добиваат. До таму е развиена свеста во една блиска земја која ни е. Да, што ни е блиска, бе, можеме да ги земеме примерите, односно да бидеме барем блиско. А меѓу првите е секогаш Хрватска. Хрватска меѓу првите во свет за кадаверична трансплантација. Така. Доктор Докчев, јас ви благодарам уште еднаш што бевте мој денешен гостин. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте сител. Довидување.